За се враќаме назад во студиото, како што веќе најавивме, со нашиот гостин Виктор Грозданов, поранешен директор на Канал 5 телевизија и поранешен извршен директор на Асоциацијата на приватни електронски медиуми. Грозданов, добре дојдовте во студиото на еден. Втор пат, ако не се лажам, минатиот пат разговаравте за Сергеј и за Студио Мода. Сега повторно на тема состојбата во медиумите. Прво ќе почнеме со денешните работи, односно она што се случува во Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги. Денеска се распишува оглас за заменик директор на ова тело. Немаше, местото беше празно 4 години до сега. Како вие го оценувате, зошто ова се прави сега, зошто е ова сега потребно, зошто седеше местото 4 години празно? Прво морам да ви кажам, јас ќе пробам на граѓаните да во еден малку поблаг речник да им објаснам што се случува во медиумите и за каков тип на луѓе станува збор. Во последниве 6 години од страна на самата агенција, значи станува збор дека начинот на однесување од аспект на одредени функционери ја докажа и теоретски и практично и ја надградија една филозофија која што една моја драга пријателка се вика Дамјановска Анита од Тетовско ќе рече вака: сељак е карактерна особина, а не географска одредница. Така да, и тоа ако распишале денеска конкурс за заменик директор во предвечерието кога владата носи или ќе донесе закон во брзо време со европско знаменце за да се смени Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, значи може само да ја потврдиме оваа теза што мојата драга пријателка ја кажува. Тотално непотребно, тотално, да кажем, идиотски. Што ќе биде ефектот од изборот? Нема никаков ефект, тоа е само прочитале дека во делот кога стана за завршување на мандатите, дека заменик директорот не е ставен во предлог членовите. И предупредена е владата да го стави и тоа дека и заменик директорот ќе биде разрешен. Така да ништо не значи. Ова е само една ситуација во која што сакаат да кажат дека они као нешто работат. Директорот на агенцијата вика во изјава за една медиумска агенција, кажува дека он не знаел ништо, тоа Советот го правил, а он е главниот генератор на сите проблеми. Добро, тоа во медиумите. Е својствено кај нас да се избегнува. Не, тоа е својствено за Зоран Трајчевски, кој што се представува дека е доктор на науки. Односно, он е доктор на науки, ама сега што докторирал, он си знае. Добро, да не Не, идеме со лични дисквалификации. Не, вие не треба, јас ќе влегам во лични дисквалификации, бидејќи тоа мора така да биде. Како ја оценувате работата на агенцијата до сега, бидејќи имаше навистина голем број критики на сметка на оваа агенција, можам да кажам дури и во оној предизборен кризен период во оваа земја одигра една улога која требаше да биде клучна за медиумскиот сектор, меѓутоа и тоа, ако не се лажам, мојата перцепција барем е дека не си ја заврши добро работата. Значи, ќе ви кажам две работи пластично. Да ви договорат политички на една професионална агенција, избрана по Бадентерово мнозинство, да ви изберат адхок тело, да имате, значи, вие сте избрани, имате цела стручна служба и наеднаш политичарите ви викаат не ве бива за ништо и ви носиме адхок тело, кое што ќе одлучува наместо вас за за нерегуларности од страна на политичките партии кои што вршат притисок врз медиумите да известуваат на ваков или на таков начин. Тоа може да ви објаснам како е. Кога имате брачен другар, вас не ве бива, ви носат нов моментален заменик, кој што ќе ги извршува вашите должности, после 2 месеца му речете ви благодарам што дојде, сега јас си продолжувам понатаму. Не знам дали би можеле да направиме таква метафора. Не, јас ја правам, јас па ви кажам, вие не треба да правите, јас ја правам, бидејќи јас ги знам 16 години сите, ги познавам од прв до последен председател на Совет за радиодифузија, агенции, сите членови и така натаму. Во оваа моментална агенција од сериозно објективни и доста субјективни причини, само ќе го извадам на страна господин Зоран Фидановски, бидејќи доаѓа од едно еснавско здружение, тоа е Здруженијето на новинари на Македонија, бар беше еснавско и така натаму. Тоа е првата работа. Втората работа е
Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беше присутен токму на вашата телевизија, каде што беше на гости со господинот Даниел Димевски, најуспешниот председател на Кошаркарската федерација на Македонија, освои 4-то место како председател. И кој што е моментално советник на премиерот на Република Македонија и господинот Бранко Илиевски, или популарно како Бране Телмо или Бране Спортска, како сакате, каде што им објаснува дека спортските канали кои што ги откупиле правата за територија на Република Македонија не може да бидат коментирани на македонски јазик затоа што законот така викал. И сега ќе ви направам една дигресија. На времето со почитуваниот господин Столен Умов бевме во Народна република Кина и јас им поставам прашање, односно му поставам прашање на заменик министерот за надворешни работи на таа гигантска држава, зошто немаат приватни телевизии. Одговорот знаете каков беше? Ние многу сакаме, ама законот не вика така. Така и господинот Трајчевски, наместо да се повика на Уставот на Република Македонија и да го заштити македонскиот јазик, кој што е сензационално употребан во последниве 3 месеци дека се вршат уставните измени, без разлика на нашето лично мислење дали е тоа потребно или не потребно, он вика нема, законот вика така. Кога така би се однесува директор на една сериозна агенција, на независен регулатор, кој што треба да ја одбрани историјата на... Како влијае тоа на актуелната состојба на новинарството? Видете, и спортските новинари се новинари. Токму затоа и ве прашувам. Значи, они ги оставаат спортските новинари да се сведуваат на читачи на вести од нешто што ќе прочитат, бидејќи нема спортски активности, не може да видат, немаат на телевизиите, и ги оставаат една групација од 50-тина, зборам за на македонски јазик, спортски коментатори, и уште некаде по проценка, некаде околу 14 на албански јазик. Другите јазици во Македонија се не ирелевантни, туку се малобројни за да можеме да ги вреднуваме во бројки, да ги остават луѓето на улица. Дали ова е одговор? Бидејќи на телевизиите едноставно ќе немаат потреба, бидејќи се јавуваат спортски канали кои што никој не вика дали спорт клуб, дали арена спорт или Евроспорт, зашто ги купиле правата. Туку ние викаме да во Македонија на македонски јазик, да во Македонија има втор по големина на употреба јазик, тоа е албански, и сега ќе ви кажам една работа. Согласно сите истражувања на агенцијата, во Македонија постојат 550.000 домакинства. Вика 92% од домакинствата користат услуги на јавни комуникацијски мрежи. Сега да не ги редам. Тихом, Телекабел, Близу, Бум и така натаму и така натаму. Тоа значи 504.000 домакинства во принцип. Официјално во Македонија се регистрирани во Агенцијата за електронски комуникации, која е втора регулаторна агенција, 389.000 претплатници. Тоа се 110.000 отприлика или 115.000 разлика. 115.000 разлика, помножено по 10 евра, толкава е услугата за гледање телевизија, интернет и така натаму. Помножено по 12 месеци, помножено по 8 години е негде околу 100 милиони евра. Ние не знаеме дали се украдени или Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги има погрешни истражувања во кои што истражувачите им даваат лажни информации. Дали ова, меѓу другото, е одговор на прашањето зошто медиумите се во ваква состојба каква што се и покрај тоа што се најрегулирана можеби индустрија со телата кои што ги спомна, бидејќи политичка волја постои, за да се формира едно такво тело треба да има политичка волја на колку таа волја е во насока на подобрување на медиумите или само останува во насока на регулирање на медиумите за своји цели? Тоа вклучително и преку агенцијата. Прво, значи оваа агенција треба да се прошири. Значи, таа не може ги наблюдува само телевизиите и радијата. Значи, само... Во доба на интернет порталите зборуваме за... Ќе дојдам. Ви го разбрав, мислам, одлично ви е прашањето, само постепено да ви ги објаснам работа. Вие работите во Еден ТВ, Кец ТВ, Прва ТВ, како и да... Еден ТВ отприлик, така? Вас ви дале лиценца да работите и ве оставија година дена сами да се мачите, да влезете на сите платформи за тоа што ви дане лиценцата, така? Каде што еден оператор кој што неофицијално газда на телевизија, од каде што доаѓа најверојатно новиот председател на ЗНМ, господинот Младен Чадиковски, кој што заради транспарентност на медиумите ќе мора да одговори кој му е газда, ви бара 50.000 евра за да се уклучите таму.
Тоа не само на вас, тоа го барало и на ТВ Нова, тоа го барало на ТВ 21, на ТВ Шења, на ТВ Клан и така натаму. Тоа се вика уценувачки фактор. И агенцијата која што треба да ви даде на вас можност, бидејќи либерализација која се збори, тоа значи слободен пристап до сите граѓани, до сите домаќинства во делот на вашиот сигнал. Не збориме за контентот. Контентот е нешто сосема друго. Тоа е првата работа. Кога збориме за интернетот, во Македонија се потрошени минатата година 6,5 милиони евра на интернет, 4 милиони евра на социјални мрежи и интернет рекламирање и 2,5 милиони евра на digital publishers, така се викаат, или дигитални издавачки куќи, така? И тие се под никаков закон. Зашто? Под слобода на говорот и така натаму, односно не за слобода на, ја вака ги нарекам, слобода за рекетарство на голем дел од нив. Се само момент, се извинам. Во исто време, радиостаниците кои што плаќаат фреквенции, лиценци, закуп на столбови, струи, води и така натаму, вкупниот буџет им е 2,2 милиони евра. Агенцијата то требало да го увиди. Не треба да дојде било кој министер од било која политичка партија, не треба политичка волја. Зато е таа агенција, зато се вика стратегија за развој на медиумите. Меѓу другото е скандалозна политиката да се меша во медиумите. Не се Тоа сакам да кажам дека нашите тела треба да се само регулираме, бидејќи нели тоа се барем нашите новинарски залагања. Така е. Агенцијата да беше вистинска агенција. Ке ги институционализираше судот на честа при ЗНМ. Ке ги институционализираше Советот за етика во медиуми. Па се институционализирани на некој начин. Институционализирани се... Тоа се еден филтер пред моментот да стигнеме до суд, веќе кога зборуваме на чекор повисоко од надграѓанско здружение, претпоставувам. Еве вака, ќе ме вратам назад на првото моје гостување во вашата ценета телевизија. Го казнуваат Сергеј Варошлија затоа што објавува слики кои што се јавно објавени на социјална мрежа. И ги коментира. Што нема ништо спорно? За мене да. Дека нема спорно. Да е вистинска агенцијата, дури да има пријава, го повикуваш директорот на телевизијата, главниот уредник на телевизијата, го повикуваш самиот водител, новинар и им викаш: ве молиме да се држите по овие правила, затоа што по член 48, каде што од таму ви извлекуваат казната, бидејќи се нарушува интегритет на личност и така натаму, ќе ве опоменавме. Сега да ви кажам една работа. И ја кажам втор пат на вашата телевизија. Дали знаете дека рекламата на ЕВН, каде што вика Драган Вучич, Драган е многу сум возбуден, дека требаше во секунда да биде забранета. Поради истите причини? Затоа што Драган Вучич имаше емисија на друга телевизија, се викаше Срекни Коцки, се јавува господја, не може да го погоди прашањето. Драган Вучич не е секојдневие во Македонија, он е голема музичка личност и голем водител, и она му вика: Драган е многу сум возбудена. Значи, токму по тој член, ако веќе го казнувате Сергеј Варошлија... А од друга страна недореченоста е дека при тоа фотографиите кои што се објавуваат, политиката на социјалните мрежи е таква да тие се јавни и достапни за натамошно редистрибуирање и коментирање. Така што агенцијата не може да... Веќе зборувавте на таа тема, да се вратиме назад на состојбите во актуелното новинарство и за пред да преминеме на новинарското здружување кое веќе го начнавте како тема. Би сакала друго прашање ви поставам, бидејќи вие сте поранешен директор на телевизија, сте биле на чело на таа позиција. Дали вие поддржувате владини пари во медиумите? Зависи зашто. Генерално, реклами... 2007 година. Кој модел според вас би бил, да речеме, најоптимален за да може да се избегне политичкото приграбање на медиумите? Сега видите, ако има... Ајде, сега која кампања да ја заеме? Кампањата за трето дете. Да кажем, владата има идеја дека треба да се зголемува нацијата и така натаму, значи има неодредени оправдувања. Заради таа работа зима релевантни истражувања кој е најгледан, кој е најчитан, кој е најслушан. На основ на тоа така ги дели парите. Кај тој што е најгледан, еве да телевизија зборим, кај тој што е најгледан, најмногу пари, најмал број на реклами, бидејќи во една реклама има 500.000 гледачи, така? Тој што е најмалку гледан, ќе има најмалку пари, ама најмногу реклами ќе емитува за да го достигне нивото и така натаму. Значи да има системна распределба, а не системот во премиерски кабинети.
Ако ме прашавте за тоа. Меѓутоа сепак има некои моменти спорни, например, постои дискриминација во распределба. Кога ќе започнете кампањата, значи вие треба да ги барате резултатите. После година дена свикувате релевантни луѓе кои што се разбираат. Не мислите дека тоа беше многу злоупотребувано во изминативе години? Тука нема збор. И сега сметате дека треба повторно да се остави тоа како простор за злоупотреба? Да, ама не сметам дека треба да се прекинат сите реклами затоа што ќе треба да ги избркаат сите што работат. Како ќе ги поделиме? Не, како тоа како ќе ги поделиме? Не сите делумно. Вие се интересирате со проблемите на општина Газебава? Сите се ние се интересираме со проблемите на сите граѓани. Па кога има вест? Затоа што сте национална телевизија, затоа што се интересирате за глобал. Има локална скопска телевизија која што се интересира исклучиво за скопските проблеми, на основ на тоа, она не ги рекетира општините, тука им вика заради може не ги бара ни да ги финансира, тука едноставно рекламирањето и така натаму што се одвива на таа телевизија е во рамките на законот. Кредибилен систем на распределба. Кредибилно го прави сето тоа. Значи тоа е тоа. Мислам дека тука би веќе можеле да преминеме на следната тема која што почнавме и која што во неколку наврати се обидовме да тоа е изборот на нов претседател на ЗНМ. Едно по мене лично јас би рекол скандалозен избор со оглед на тоа што постојат и пишани траги за неговото делување како новинар и како главен и одговорен уредник. И сега кој еден таков човек кој што премолчал бркање на бремена жена, кој што цензурирал новинар со информација од сериозен јавен интерес, како можеме да веруваме дека... Од друга страна, само мора да го потенцирам во истата конотација, бидејќи се случи, примерот кој го спомена колегата Баневски, излезе исто така на друга телевизија, која има сосема поинаква уредувачка политика, на онаа со која вие директорувавте, па тоа од другата страна беше главниот против аргумент на оние кои сега можам да кажам кои беа скептици во веста дека колешката и оценија како црна кампања против Чадиковски конкретно телевизија. Помеѓу овие разединувања и во јавноста, но и во медиумската фела, што мислите и за, како што го постави прашањето колегата Баневски, изборот, меѓутоа и за ова, како што ја нарече Чадиковски, црна кампања и дали е црна кампања и дали може да се верува на медиум кој во последните години барем ги изневери гледачите во однос на вистината? Прво, нема црна кампања за господинот Чадиковски, туку негова црната кампања кон Чадиковски му ја направи господинот Салмани. Тоа е јасно како бел ден. Значи, господин Чадиковски се најави за председател на ЗНМ пред 30 на дена и во исто време му тврдеа дека наводно против кандидатот, кој што мене ми е личен пријател и кој што ги знам сите детали како се одвиваше целата таа работа, дека наводно одел да моли кај Роберт Поповски, што е тотална лага, да моли кај врхушката на кај врвот на СДС, се извинам, да моли за да биде председател. Што е тотална лага. Точно е дека господинот Наумов се кандидираше на минути пред 12 за да биде кандидат за председател под притисок на пријателите. Точно е дека Не под притисок на 5 национални телевизии? Не, апсолутно не е точно. Апсолутно тоа е неточно затоа што националните телевизии ќе дојдам за да ви објаснам зашто се спротивставија, биејќи проблемот на Чадиковски од таму кај што доаѓа. Столе Наумов е ирелевантен во кампањата на националните телевизии. Господинот Наумов отиде да се кандидира, така како што се кандидираше, си го кажа својот говор. Мислам дека е редно да се доизјасни во делот на младите новинари, затоа што му има замерани, ја прифати замерката. И на крајот му честиташе на господинот Чадиковски после првиот круг. Член на верификацијната комисија, кој што заедно со Столе Наумов и уште ред други, го донесоа Салмани да биде човек и да стане председател на ЗНМ пред 8 години, кажа дека има недостаток на одредени... На малку со личните дискредитации. Да, вие може да ме предупредувате, ја можам да не ме... Мислам дека реакцијата на Трпеновски беше задоцната. Без разлика дали задоцната. Сега ви кажам што вика законот.
Сега кога Чадиковски ќе се упише за председател на ЗНМ во суд, и ако тоа вистина, има нешто што се вика ревизија. Законот така вика. И ако утврдат дека он нелегално се впишува за председател, он има кривична пријава. Чадиковски ни крив, ни должен. Меѓутоа управниот одбор ја Значи, тоа е- едногласно ја ги прифати. Ако не Не сите- ќе прифатија забелешката Не, дека е сите мал, не- дека ма- се спорни. Дека се Нивна спорни работа. изборите. од Јас ви државата, кажам, него што јас ви едногласна кажам одлука што е донесена. вистината. Значи идеш се регистрираш во суд, судот те регистрира во централен регистар, тој што е незадоволен, на пример да речам ја, се сомневам во изборот на едно естапско здружение на председател и да повикам ревизија. Дали верификационата комисија потпишала или не потпишала. А ако е тоа вистина, како што кажува господин Трпеновски, Чадиковски има сериозен проблем. Но тој проблемот формално правен, кој што они сакаат да го занемарат, и би му одговорил на вашиот драг колега господин Тордановски, кој што имаше една одлична колумна. Ја ретко се сложувам со него, ама сега стварно му беше одлична колумната, која беше прашањето на кого му смета ЗНМ. На никого не му смета ЗНМ. ЗНМ треба да постои, проблемот е што оне кои што толку силно ги потребуваше зборовите началници во бизнисот, началници во политиката, началници на не знам си кого, господин Селмани, изгледа најпосле он остана началник. Господинот Селмани, Тоа е за него. Кога сме сега, кај него? кога сме... Добро. Едно прашање, се извинувам и јас. Не. Како тој човек можеше да застане зад Чадиковски, кога истиот тој човек беше оној кој што, еве, лично ќе зборувам, дојде и ме охрабри кога јас бев цензуриран од Чадиковски и ми рече многу ми е драго што гледам вака млади новинари кои што се спремни да зборуваат, а сега истиот тој човек застанува зад него. Јас Почитуван искрено домаќине. би сакала да не се ставаме во улога на гости во Не, во јас ќе ви нашата одговорам. емисија. Мислам дека Почитувани Но бидејќи сме имали Да. лични искуства, а Така. сепак зборуваме за фелата, мислам дека е сосем релевантно. Да, почитувани домаќини. Јас ја започнав емисијата кај вас со следнава реченица. Цитирајќи ја мојата драга пријателка од Тетовско, се вика Дамјановска Анита, која што ќе каже: селјак е карактерна особина, а не географска одредница. повторно ќе ве замолам. Јас да може... не ги Слободно нека ме да тужат ги што се... прескокнеме личните дискредитации и Да, вие можеме поменувате, и ја можам. прашањето, односно констатацијата на колегата Баневски Најголемиот е проблем- релевантна со оглед на тоа дека најголемиот сме проблем лично на- засегнати, меѓутоа Најголемиот сепак, проблем на господин Чадиковски е следното. Што ќе каже за случајот А1 и А2? Голем проблем има тука. Он уште мисли дека нема. Има. Што ќе каже за сите цензури кои што ги направи во ТВ24? па И тоа што- јас мислам дека поголем проблем во И што- кампањата и во изборите му нанесоа Видите, работната заеден- кариера во 24. За еден и за Бидејќи А2, од за еден и за А1 за еден и за А2, поранешниот собственик на еден кажа претеравме со новинарството. Он беше главниот говорен уредник тогаш. Добро, и директорот Само на да Канал 5 се привршуваме, извинуваше бидејќи за сме- новинарството. Јасно е. Бидејќи сме Не, вие веќе зборувам вашите, еден од Наследник. вашиот... кон крајот на времето, вашите доколку може да наследници. докажете поентата и да само уште. завршуваме. И доаѓаме до транспарентност во медиумите. Каде што ќе мора да објасни дали Роберт Димитров, собственик на Телекабел, или врзан со Телекабел, му е газда или не му е газда? Како сега, значи, бише не е главен одговорен уредник на 24 вести. Тој е само еден дел. Сега си председател на Сдруженијето на новинари на Македонија, на најрепрезентативното здружение на новинари. Токму како што кажавте, најрепрезентативното за крај уште едно прашање Сакав што уште се Мислам дека и наменува. веќе Само немаме уште една Во ред. минута, Доколку може само сега по... има уште едно еснавско Повелете. здружение кое подоцна беше формирано само во неколку медиуми и тоа можам да кажам и да потврдам и лично дека дури и начинот беше спорен на примање членови, а тоа е МАН. Што мислите вие за Македонската асоциација за новинарство? Да. Што мислите вие конкретно зошто е МАН на другата страна? Тука привршувам. Ман мислам дека во моментов дека не ни функционира. А инаку дека беше формирано од политички причини? предходно е формиран МАН, од предходно како резултат на делувањето на ЗНМ, многу порано од она што вие го знаете. Значи некаде во 98-та година.
тука ќе мора да ви се заблагодариме за вашето Ви благодарам денешно ја на гостување. на времето. Како што кажавме по втор пат во Еден ТВ. Почитувани гледачи, овде завршува делот со мене Кристинатовска и мојот колега Христијан Баневски. Сега ве оставаме со забавниот дел во маратонското студио Еден, водење со Вучиќ, ексклузив и вашиот омилен Сергеј и студио Мода, кои и веќе го споменавме во неколку наврати, а во вечерните термини ќе ве дружат колегите Анита Кочишки и Александар Чомовски. Довидување од нас. Искористете го неверојатниот празничен бонус од 16.000 денари и одберете го вашиот нов Samsung A7 смартфон по одлична цена. Изберете го најдоброто за вашето семејство и споделувајте ги празничните моменти. Сега со 15 гигабајти мобилен интернет. Плюс, искористете го неверојатниот празничен бонус од 16.000 денари и одберете го вашиот нов Philips 4K Android телевизор или овој 49-инчен 4K LG телевизор по одлична цена. Среќни празници. ЕУ за тебе. Стани милионер со Бусто. Испрати фискална сметка од купен Бусто круасан на поштенски фах 678 за 1 милион денари или една од 200 награди. Бусто, твојот омилен круасан. Неурчиња на љубовта.